Направена една замена во редовите на САСА. Играчот со број 17, Трајче Ефремов, влезе во игра, додека младиот Никола Дзурдзу со 5 минути, а започнува второто полувреме. Во првиот дел Бргалница доминантна со играта, водство од 2:0 со головите на Додев и Наумов. Подобро беше во текот на сите 45 минути, ќе видиме како ќе биде и во второто полувреме. Очигледно голем фаворит на овој меч Штипска Брегалница и еден од главните фаворити заедно со тимот на Тиквеш за влез во првата македонска фудбалска лига. Впрочем, како што кажав и на почетокот на мечот, Тиквеш и Брегалници се наоѓаат на делба на првата позиција по 9 одиграни кола во втората македонска фудбалска лига со 23 освоени бодови. Имаат по 7 победи, меѓутоа шанса за екипата на САСА на самиот старт на второто полувреме и сега фаул, тоа ќе биде сепак ми се чини слободен удар. На работ на 16-никот Ацковски фаулираше. Фаулиран играчот со број 17, тоа е нововлезениот Трајче Ефремов. А ми се чини дека и тој ќе го изведе слободниот удар. На самиот трап на 16 метри беше надпревен овој прекрашок и срекни се фудбалерите на Брегалница што не е досуден и пенал. Сега кај топката двајца фудбалери, Ефремов со број 17, нововлезениот Ефремов и Никола Божинов со број 19. Тројца фудбалери во живиот зид, поставен живиот зид од голманот Денковски. Ќе видиме како ќе заврши оваа ситуација и кој ќе шутира. Дали тоа ќе биде Ефремов? Ми се чини дека токму тој ќе го изведе слободниот удар. Опасно беше, меѓутоа се уште не е отстранета опасноста. Корнер. Корнер за САСА. Корнер за САСА. Опасно беше пред голот на Денковски. Тоа беше некој центар шут на нововлезениот Ефремов. Топката не дојде до фудбалер на САСА, меѓутоа од страна на играчите на Брегалница избиена во корнер. Повторно Ефремов. Тој ќе го изведе корнерот од десната страна. Висок центар шут на втората статива. Дулков се бори таму, меѓутоа фаулира во напад. Фаулира во напад и повторно го загуби воздушниот дуел. Овој пат ми се чини со Јован Манев. Води борба Дуков со стоперите на Брегалница Манев и Митрев, меѓутоа сега за сега неуспешен во тие воздушни дуели. Организираат напад фудбалерите на Брегалница, Ацковски, повторно Митрев. Топка во длабочина кон Ристе Наумов. Одлично Наумов кон Шоповски, сега Шоповски шанса за проигрување ќе биде тоа, но сепак не успеа да го проигра Додев. Не успеа да го проигра Додев и освојуваат топката фудбалерите на САСА и таа на крајот стигнува до голманот Благојче Иванов. Иванов беше доста активен во првото полувреме, има доста шанси и напади фудбалерите на Брегалница, меѓутоа сега шанса ја губи топката таму фудбалерот со број 13 Марковски. Меѓутоа сега има среќа играчите на САСА, бидејќи можеше ова да заврши и со трет гол во нивната мрежа. Дуков, Кондонов, левата страна таму Стојановски, Митрев, Георгиевски и аут за Брегалница. Аут за Брегалница. Аутот ќе го изведе Георгиевски, десниот бек на Брегалница, кој беше доста активен во првото полувреме, заедно со Марти Стојанов по таа десна страна. Митрев, повторно Георгиевски. Сега нема гол, тоа беше Ефремов, шутираше, меѓутоа двојна шанса за фудбалерите на САСА, одбрана на Денковски, прекрасна шанса за Дуков и Ефремов, кои што не успеа да постигнат погодок. Ја гледаме шансата на Дуков, удар на Дуков, одбрана на Денковски, а потоа Ефремов не успеа топката од самата линија, ми се чини дека ја изфрли Митрев, ми се чини дека беше тоа. Шоповски, аут за САСА. Одлична двојна шанса за фудбалерите од Македонска Каменица, не успеа да постигнат погодок. Има среќа сега и фудбалерите на Брегалница. Вродово со плот измената кој што ја направи Горан Здравков
Активен е по десната страна, нововлезениот Трајче Ефремов создаде неколку шанси, изведе и слободен удар претходно и сега имаше шанса, еве сега и Дуков влезе во таа прва шанса, одлично интервенираше младиот репрезентативец Давид Денковски и гледам интересно второ полувреме сега за сега на самиот старт, екипата на Саса имаше најсериозната шанса за погодок. Митрев ја префрла топката на половината на Саса, Наумов со глава, кон Мартин Стојанов, Стојанов се гради по десната страна и изнудува аут за Брегалница. Аутот ќе го изведе, ми се чини, Бојан Ѓоргиевски, десниот бек на штипските сини. Кон Стојанов, Шоповски одлично, Ѓоргиевски сега да видиме како центаршот ќе упати по земја, меѓутоа дали ќе успеат фудбалерите на Саса да избијат топката? Не успеваат. Стојановски во аут остануваат фудбалерите на Брегалница во напад. Како што кажав претходно, по овие 9 одиграни кола, Тиквеш и Брегалница се наоѓаат на првата позиција на табелата со по 23 освоени бодови, имаат 7 победи и 2 нерешени средби. Брегалница одигра нерешено против конкурентот за влезе во првата лига Тиквеш 1:1 на гостувањето во Кавадарци и дома изненадувачки против екипата на Осогово од Кочани 1:1. Тоа се двата реми меча кои што Брегалница ги одигра, додека тимот на Саса од Македонска Каменица има 2 победи, 2 нерешени и 5 порази и се наоѓа на 8-та позиција на табелата од 10 тима со освоени 8 бодови, колку што има екипата на победа на 7-то место. Очигледно дека многу тешко ќе биде за екипата на Саса на овој надпревар да дојде до бодови, барем до еден бод, бидејќи веќе на полувреме губит со 2:0, а најдобрата шанса не успеа да ја валоризираат, така што резултатот останува 2:0 во корист на Брегалница. Сега фаул на половината на Саса. Тренуваат во напад повторно фудбалерите од Македонска Каменица. Ефремов, добро игра Ефремов во овие почетни минути, резервниот фудбалер, меѓутоа топката, Марио Крстов ја загуби топката. Еве го Додев до Наумов. Еве сега со број 19, тоа е Анџело Николовски, центаршут на Николовски, добар центаршут, меѓутоа Благојче Иванов успешен и добро интервенира. Фудбалерите на Брегалница играа значително подобро во првото полувреме од екипата на Саса. Одлично изигра Ристе Наумов, потоа Дарко Додев, Мартин Стојанов исто така. Еве го Митрев, до Ацковски, Ацковски до Манев, Манев до Бакрачевски, повторно младиот Јован Манев, до неговиот колега од одбраната Антонио Митрев. Митрев ја изнесува топката кон половината на Саса, шири по левата страна кон Николовски. Николовски не успеа добро да исконтролира таа топка и сепак успеа на крајот да изнуди аут. Токму тој ќе го изведе аутот. Николовски. Ова е фаул, очигледен фаул од Трајче Ефремов. Ми се чини дека фаулиран Дарко Додев таму. Одлично играше Додев во првото полувреме, создаде неколку шанси, постигна прекрасен погодок, беше доста активен по таа лева крилна позиција, меѓутоа одеше и на десната страна и сосема заслужен еден од најдобрите фудбалери во првиот дел. Додев и Шоповски се покрај топката, ќе видиме кој ќе го изведе овој слободен удар. Сепак Додев, добар центаршут е тоа, остра топка кон Ристе Наумов. Наумов се наоѓа на деснокрилната позиција, играта продолжува. Лежи еден од фудбалерите на Саса, ми се чини дека тој е Дуков. Гол аут за Саса, меѓутоа Дуков продолжува да лежи. Дали беше фаулиран, ќе видиме, дали ќе интервенираат. Еве таа повторно таа ситуација кај што Дуков беше фаулиран од Бакрачевски, меѓутоа судијата не досуди ништо. Ми се чини дека имаше фаул таму. Меѓутоа сепак станува Дуков, а секако топката е за фудбалерите на Саса. Благојче Иванов ќе упати во противничката половина. Сепак кратко проигрување до капитенот Гоцевски. Дуков
Не успеа Стојановски да ја стигне таа топка и излегува во аут. Брзо изведен аут од Ѓоргиевски, потоа топката доаѓа до Марти Стојанов по десната. Одличен центар шут до Наумов, но топката сепак успеа да ја исфрлат фудбалерите на САС. Не успеа Николовски. И аут за екипата на САС. Марио Крстов, десниот бек на САС, ќе го изведе овој аут. До Дуков, одлично се гради Дуков. Подобро игра, значително подобро во второто полувреме игра Дуков. Повторно Крстов. Меѓутоа две топки има на теренот, судијата не досудува ништо, продолжува нападот на САСа, еве го Ефремов. Проба центар шут со лева нога, меѓутоа не успеа. Гоцевски ја шири топката по левата страна. Стојановски ја губат топката фудбалерите на САСа, меѓутоа повторно доаѓа топката до Гоцевски. Какво решение ќе пронајде? До Донов, младиот Донов. Сепак Наумов, контранапад на Брегалница. По земја не успеа, сепак немаше сила таа топка да стигне до Додев. Изфрлена топката на половината на Брегалница. Се бори Дуков и фаулира во напад. Голема борба води Сашо Дуков, кој е осамен на половината на Брегалница со двајцата стопери на Штипските сини, со Антонио Митрев и со Јован Манев. Во второто полувреме игра подобро, веќе и доби неколку дуели. Во првото полувреме беше понеуспешен. Еве го Митрев до Николовски. Повторно раке Анđело Николовски до Митрев. Смирено Митрев сега ќе бара решение во нападот до Додев и Додев изнуди корнер. Токму така. Крстов ја изби топката во корнер. Пробаа фудбалерите на Брегалница брго да го изведат корнерот, меѓутоа сепак тоа ќе биде центар шут. Таму се Додев и Шоповски. Топката е кај Шоповски, центар шут на Шоповски, добар центар шут беше тоа, сепак исфрлена повторно во посет на Брегалница. Ѓоргиевски до Николовски. Николовски долга топка по десната страна до Ристе Наумов. Сепак ми се чини дека Стојановски ја изби таа топка. Марковски, повторно Стојановски. Еве го Донов. Ефремов, шанса за удар. Ефремов. Удар на Ефремов и покрај голот профуче оваа топка. Добра шанса на новолезениот Трајче Ефремов. Добро продре во 16-тникот на Брегалница, убаво шутираше, меѓутоа за малку не беше непрецизен. Со влегувањето на Ефремов во второто полувреме, фудбалерите на САСа играат значително подобро. Нова измена со број 21 влегува Митар Соколовски на местото на Александар Трајчевски со број 7. Значи Соколовски на местото на Трајчевски. Ми се чини дека сега ќе го засили средниот ред Горан Здравков. Соколовски е искусен фудбалер. Доста свежина внесе нововлезениот Трајче Ефремов од како влезе во игра во второто полувреме, а сега ќе видиме каков ќе биде и настапот на Митар Соколовски. Значително подобра игра на фудбалерите на САС од Македонска Каменица во второто полувреме, веќе создадоа неколку шанси за гол. Бакрачевски, Ѓоргиевски, долга топка со број 6 таму. Крстов избива со глава. Добро комбинираат во второто полувреме играчите на САСа. Бакрачевски, Стојанов, повторно Бакрачевски. Аут за Брегалница. Ке почека Бакрачевски. Сепак Ѓоргиевски, десниот бек, ќе го изведе тој аут. Чи веќе две измени направија фудбалерите на САС од Македонска Каменица во редовите на Брегалница се уште почетниот состав од првото полувреме. Шоповски, Ѓоргиевски, центар шут,
Не успее таа топка да дојде до Ристен Наумов и сепак топка за голманот Иванов. Брз дегажба, меѓутоа доста непрецизно во аут. Благојч Иванов и топка за Брегалница. Ѓорѓиевски до Бакрачевски. Повторно Ѓорѓиевски проигрува со Стојанов. Стојанов по десната страна. Ристен Наумов, Пацковски, Николовски, Додев, повтор Нацковски и шанса за Наумов. Одличен удар на статива. Статива, Ристен Наумов немаше среќа, се беше добро направено, одлична акција беше тоа и добро шутираше Ристен Наумов, меѓутоа не успеа да постигне гол, среќата не беше на негова страна. Статива, одлична шанса беше тоа, одличен удар, меѓутоа за жал неуспешен. 2:0 останува резултатот. Многу шанси на стартот од второто полувреме, меѓутоа се уште резултатот е од првиот дел, 2:0 со головите на Додев и Наумов. Ѓорѓиевски фолира Шоповски. Шоповски ќе го изведе тој слободен удар. Веќе четворица, 5 фудбалери на Брегалница во 16 метри на Саса. Удар на сепак корнер. Ми се чини дека тој е корнер, еден од фудбалерите, од одбравените фудбалери на Саса ја удри таа топка и топката, токму така, топката излета во корнер за Брегалница. Брегалница останува во напад. Ќе пробаат да проиграат кратко, дали ќе им успее тоа, сепак не. Приде Шоповски, меѓутоа сепак тоа ќе биде корнер. На првата статива неуспешно. Еве го Соколовски, на влезениот Соколовски. Ја губи топката Соколовски. Аут за Брегалница. Николовски до Шоповски. Шоповски се гради, одлично до Николовски. И повторно корнер, Крстов ја изби топката во удар од аголот за Брегалница. И повторно се таму Шоповски и Додев. Еден од нив ќе го изведе слободниот удар. Очигледно имаат уиграна комбинација. Повторно Додев. Сега на втората статива Иванов ја изби топката, Митрев на десната страна. Ништо. Сепак лек удар беше тоа, лесен плен за Иванов. Божинов. Грешат фудбалерите на Саса. Сепак Дуков ја зеде оваа топка, одлично се загради кон Митар Соколовски. Повторно Дуков, меѓутоа ја губа топката. Наумов, дали тоа сепак беше офсет? Офсет позиција. Ми се чини дека Ристен Наумов се најде во офсет позиција и топката ќе им припадне на фудбалерите на Саса. Капитенот Гоцевски, Божинов. И сега таму се жали еден фудбалер на повреда, еден играч на Саса, ми се чини дека тоа е Дуков. Не знам што се случи на половината на Брегалница, топката воопшто не беше таму. Еви медицинското лице од редовите на Каменица Саса е на теренот, му помага на Дуковски. Да се надеваме дека не се работи за некој посерозна повреда. Дуковски лежи на тревата. Надпреварот е прекинат. Мал прекин. Не подготвуваат измена од стручниот штаб на Саса. Ми се чини дека Дуков ќе го продолжи мечот. Токму така станува. И сега според правилата треба да излезе надвор и повторно да добие дозвола од главниот судија за влез во играта. Надпреварот продолжува. Се игра 65-та минута, Брегалница Саса 2:0.
Голови постигнати уште во првото полувреме, кога Додев и Наумов стрела прецизно за штипските сини. Еве сега Крстов враќа назад кон Дигаловски. Пригруваат назад фудбалерите на Саса, повторно Марковски, Митар Соколовски, Божинов, повторно Крстов. Крстов ја влече топката по десната страна. Крстов до ново влезени од Ефремов. Ефремов, повторно Крстов и аут за Брегалница. Аут за Брегалница. Комбинира фудбалерите на Саса, на крајот прекомбинира и ја изгубија топката. Топката оди во аут. Николовски ќе го изведе тој аут. Користе Наумов со глава. Се борат фудбалерите и на Брегалница и на Саса со максимум од своите можности, даваат се на теренот, меѓутоа очигледно дека Брегалница е поквалитетниот тим на овој направ. Сега фаул. Дуков повторно прави прекршок, овој пат фаулиран е Митрев. Митрев, топка во длабочина, таму се Додев и Наумов. Сепак Дигаловски избива таа топка, Гоцевски кон Соколовски, греши и Соколовски. Еве сега не успеа Шоповски да го проигра Додев. Греши и Божинов сега, повторно Шоповски. Бакрачевски, Николовски. Центаршот на Николовски, еве го Додев. Шанса и 3:0. 3:0. Бакрачевски. 3:0. Одлична акција на фудбалерите на Брегалница. И повторно Марио Додев. Дарко Додев, се извинувам, асистент на голот, а голот го постигна Бакрачевски. Одлично проигрување во празно, немаше офсайд, Крстов беше назад играчот со број 6, а Бакрачевски рутинирано успеа да постигне погодок и да го зголеми водството на Брегалница на 3:0. Повторно гледаме одлична асистенција на Дарко Додев до Бакрачевски. Бакрачевски рутинирано за водство, веќе високо, Брегалница Саса 3:0. Шеесет и осмата минута е во тек. Сосема заслужено водство на фудбалерите на Брегалница, играат подобро. На стартот од вториот дел има одлична шанса фудбалерите на Саса, која што двојна шанса не успеа да ја искористат и потоа Ристе Наумов ја погоди стативата од голот на Иванов и еве сега тимот на Брегалница преку Бакрачевски го зголемува водството на 3:0, сосема заслужено. Еве сега шанса по десната страна, добар центаршут, Наумов со глава, одличен удар на Ристе Наумов, меѓутоа сепак топката оди над голот на Иванов. Специјалист за удар со глава е Ристе Наумов. Во текот на неговата кариера постигна прекрасни голови со глава. Иако е ветеран, веќе 39 години, одлично игра се уште. Еве го Додев повторно. Додев до Наумов. Одлично Ристе Наумов до Николовски по левата страна, центаршут и сега во последен момент избиена топката од страна на Марковски. Виктор Марковски избива топката. Брегалница доминира во овие моменти и сега ќе се направат две измени, една во редовите на Саса и една во редовите на Штипска Брегалница. Таму со број 8 ќе влезе во игра Дејан Марковски. Саса. А сега ќе видиме кој ќе го напушти теренот и кој ќе влезе за Брегалница со број 20, тоа е Анес Османовски, а излегува Шоповски Сашо. Одлично одигра Сашо Шоповски на овој меч. Анес Османовски влегува во игра во
69-та, веќе 70-та минута. Остануваат уште 20 минути до крајот на овој меч. Ми се чини дека е решен веќе 3:0 резултатот. Османовски со број 20 на местото на Шоповски. Еве сега повторно напад по левата страна за фудбалерите на Брегалница. Пробуваат да ја расчистат таа опасност играчите на Саса, успеаат. Еве еден од фудбалерите на Брегалница се жали на повреда во 16-тникот на Саса. Лежи таму. Топката се наоѓа на сосема спротивната страна на теренот. Голманот Денковски го виде тоа и ја исфрли во аут, а сега ќе видиме кој се жали таму на повреда. Да се надеваме дека се е во ред. Остануваат уште 20 минути до крајот на овој меч. Брегалница води со 3:0. Мал прекин на средбата поради повреда. Се уште не можам да видам кој лежи на тревата. Меѓутоа да се надеваме дека секи биде во најдобар ред. Тоа Бакрачевски. Научи Бакрачевски. Сега го напушта теренот, меѓутоа ми се чини дека повторно ќе влезе во игра. Подкривнува малку, меѓутоа ми се чини дека ќе го продолжи сепак напредот. Бидејќи голманот Денковски ја исфрли топката, се надевам дека фудбалерите на Саса ќе го почитуваат ферплејот и дека ќе ја вратат токму така. Денковски до Митрев. Митрев до Ацковски, Ацковски повторно до Митрев. Ацковски. Анес Османовски, ново влезението Османовски. Играч од средината на теренот. Денковски до Додев. Фаулиран Додев. Одлично игра Дарко Додев овој надпревар, можеби и најдобар поединец на теренот. Бакрачевски, кој пред малку се жалеше на повреда, еве го повторно во игра. Го изведе овој слободен удар. Николовски, центар шут на Николовски, ќе видиме како ќе заврши, сепак расчистена опасноста за кратко од фудбалерите на Саса, кои многу брзо ја губат топката. Бакрачевски повторно до Додев. Додев се гради таму. Двајца фудбалери го напаѓаат. Ефремов успеа да му ја земе топката Ефремов, а топката од Дарко Додев оди во аут за Каменица Саса. Марио Крстов ќе го изведе тој аут, меѓутоа Ефремов сега нема, но сепак офсайд. Во прв момент ми се причина дека судијата не го дигна знаменцето, меѓутоа малку покасно сепак реагираше и досуди офсайд. Еве сега ми се чини дека тоа ќе биде двојна замена во редовите на Брегалница со 21 број со број 21 Додев излегува од игра, на негово место со 22 Љупчи Кудев. Тоа е втора замена кај Брегалница. Додев можеби и најдобриот поединец на овој надпревар за сега. И со број 9 Андреј Кудијан на местото на Ристен Наумов, кој го постигна вториот гол. Додев и Наумов си ја завршија својата работа, постигна по еден гол, одлично одиграа, а сега во игра влегуваат Кудев и Кудија. Митрев, Османовски, Бакрачевски, Османовски, Кудев, избиена топката од Крстов. Анджело Николовски ќе го изведе тој аут, длабоко по левата страна на половината на Саса. Николовски сепак греши. Грешат и фудбалерите на Саса. Еве го Ацковски.
шири лево кон Николовски, ки има центар шут токму така, добар центар шут, меѓутоа Иванов одлично интервенира. Не можеше ништо да направи голманот Иванов при сите 3 голови кои што ги постигнаа фудбалерите на Брегалница. Немаше можност за интервенција. Денгажман на Иванов на половината на Брегалница. Топката е ка играчот со број 8, тоа е Дејан Марковски кој ја губи. Османовски, Ацковски, Кудијан, повторно Османовски. Не успеа Османовски. Виктор Марковски ја губи и тој топката, меѓутоа фаул. Сепак фаул. Топка за играчите на САС. Се игра веќе 75-та минута од мечот, остануваат уште 15 минути до крајот. Брегалница многу подобро на овој надпревар. Особено во првото полувреме кога тотално доминираше, фудбалерите на САС немаа ниту една прилика. Во вториот дел добро започнаа играчите од Македонска Каменица, сепак не успеа да постигнат гол. А тоа го казнија фудбалерите на Брегалница, кои што постигнат трет погодок и ми се чини дека на 15 минути до крајот на мечот овој надпревар е решен. Османовски до Ацковски, Ацковски до Кудијан, се гради Кудијан, одлично го прави тоа и сега фаул, токму така. Дигаловски прави прекршок над Кудијан. Бакрачевски ќе го изведе слободниот удар. Шири кон Митрев на левата страна. Повторно Бакрачевски се бара слободен фудбалер. Османовски, повторно Ацковски. Сега грешно проигрување на Ацковски. Кон Стојанов ми се чини беше тоа, Митар Соколовски фаулиран. Фаулиран Соколовски од Бакрачевски. Фаул до средината на теренот, тактички прекршок. Меѓутоа брзо го изведуваат овој слободен удар фудбалерите на САСа и топката оди во аут за Христијан Стојановски на левата страна. Левиот бек на Каменица САСа беше поактивен во првото полувреме. Се гради таму Дуков. Води борба целиот надпревар со одбрбените фудбалери на Брегалница и сега прави фаул во напад. Слободниот удар ќе го изведе голманот Давид Денковски. Нему се брза на Денковски. Неговиот тим води со 3-0, убедливо водство има. Тешко дека ќе го прокоцка во убедливо водство Брегалница, бидејќи останува до крајот уште само 13 минути. Денковски длабоко во половината на САСа, тамо кон Кудијан. Се бори Кудијан и успеа да задржи таа топка и фаулиран. Фаулиран, изнуди прекршок од Виктор Марковски. Повторно топката до Андреј Кудијан. Стојанов, Пацковски и корнер. Корнер за Брегалница. Пацковски сакаше да центрира, меѓутоа еден од гостинските фудбалери ја одби таа топка и таа излезе во нов корнер за Брегалница. Корнерот ќе го изведе Мартин Стојанов. Да видиме како ќе заврши овој напад. Османовски, шутот далечина, меѓутоа само гол аут за САСа. Удар беше тоа на Николовски, покрај голот на Иванов. Сега Дигаловски. Дигаловски во аут. Не успеа Марио Крстов да ја стигне таа топка. Николовски до Ацковски. Ацковски со тројца фудбалери ја загуби таа топка, требаше побрзо да реагира. Донов, долга топка до Марковски. Марковски ја губи таа топка. Бакрачевски ја зеде. Османовски, повторно Бакрачевски. Сега смирено Бакрачевски до Ацковски. Одлично играат на средината на теренот фудбалерите на Брегалница. И сега прекин на играта. Еден од фудбалерите на Брегалница се жали на повреда. Ми се чини дека тоа е Митрев. Дали станува збор за нешто посериозно? Остануваат уште 10 минути до крајот на мечот.
Еве ја таа ситуација таму. Сепак ќе видиме, продолжува Митрев. Ќе продолжи тој, меѓутоа уште две измени се подготвуваат во редовите на Брегалница. Играчот со број 17 и со број 14 се подготвува да влезат во игра. Тоа се Тони Мирчевски и Марио Наумовски. Со број 10 излегува младинскиот репрезентативец Кристијан Ацковски. Добро одигра на средината на теренот, ја контролираше играта. На негово место Марио Наумовски. А сега ќе видиме кој ќе ја напушти играта за да влезе со број 17 Тони Мирчевски. Бојан Ѓорѓиевски. Десниот бек Бојан Ѓорѓиевски играше добро. Излегува од игра, а на негово место Тони Мирчевски. Во игра ќе се врати и повредениот Антонио Митрев. Се уште не е вратен Митрев во игра, судијата сега даде знак да се врати и Митрев. Комплетна е Брегалница со 11 фудбалери на теренот. Османовски, Мирчевски, Османовски, Стојанов и ми се чини повторно корнер. Повторно корнерот ќе го изведе Мартин Стојанов таму по десната страна, доста агилен и во првото и во второто полувреме. Ќе видиме како ќе заврши овој центаршут на Стојанов. 6 фудбалери на Брегалница во пред голот на Иванов. Добар центаршут е тоа, удар, меѓутоа млако Кудијан шутираше и Иванов без проблеми ја фати таа топка. Добар центаршут беше тоа на Стојанов. Сега Иванов ја спушта топката долу. Долг денгажман кон противничката половина, меѓутоа Ефремов само ја удри топката со глава, а таа доаѓа до голманот Давид Денковски, кој што ја фаќа топката со раце. Османовски, ево го Бакрачевски до Николовски оди по левата страна. Ке имали центаршут, токму така. Избиваат одбранбените фудбалери на Саса за момент. И сега Стојанов. Корнер, повторно корнер. И повторно ми се чини дека Мартин Стојанов ќе го изведе тој корнер. Беше тоа шанса по десната страна токму за Мартин Стојанов, кој шутираше, меѓутоа топката удри во еден од одбранбените фудбалери на Саса. А сега нова измена во редовите на Каменица Саса со број 20 Валери Стаменовски треба да влезе во игра. А со број 88 Илија Донов излегува од игра. Стаменовски на местото на Донов. Мартин Стојанов, корнер за Брегалница, добро изведен корнер, удар со глава Бакрачевски, меѓутоа покрај голот на Иванов. Добро беше изведен тој слободен удар, не беше и лош ударот на Бакрачевски, меѓутоа за малку непрецизен. Долг денгажман на Иванов, Гоцевски, Марио Крстов по десната страна. Повторно капитенот Гоцевски ја враќа топката до Дигаловски до Марковски. Добри неколку проигрувања на фудбалерите на Саса, изнесуваат топката, конечно 3-4 добри проигрувања. Крстов повторно по десната страна. Ефремов, Крстов, Дуков се бори таму со Јован Манев, меѓутоа Манев успешен повторно во овој дуел. Ефремов, Марковски ја губи топката, Митрев,
фаулиран капитенот Гоцевски. Фаулиран Гоцевски, тоа ќе биде топка за екипата на Саса на средината на теренот. Гоцевски, Ефремов, ја препушта топката до Крстов, повторно Ефремов. Уште 5 минути остануваат до крајот на мечот. Ефремов. Сега судијата не досуди прекршок, се жали таму на повреда Дуков, меѓутоа ми се чини дека ќе биде исфрлен топката во аут. Дуков се жали на повреда, прекината играта сепак од судијата Игор Иванов од Велес. Ми се чини дека немаше прекршок таму, меѓутоа така процени и судијата дека нема прекршок. Топката ќе биде сепак за фудбалерите на Каменица Саса, ми се чини. Или тоа ќе биде мртва топка сепак. Жолт картон за Сашо Дуков, ми се чини поради приговор. Бараше прекршок, не успеа да го добие, приговараше и доби жолт картон. Топка за Саса. Ефремов. Крстов. Се гради Крстов во борба со Љупче Кудев. Топка до Кудев. Бакрачевски. Не успеа Бакрачевски. Ево го Гоцевски. По левата страна Стојановски. До Митар Соколовски. Меѓутоа предолг форс. Долга топка на Стојановски кон Соколовски, кој што не успеа да ја престигне таа топка. Аут за Брегалница. Мирчевски го изведе аутот. Мартин Стојанов на деснокрилната позиција. Фудбалерите на САС успеа да ја одземат таа топка. Гоцевски. Димитар Соколовски. Повторно Гоцевски. Стојановски. Дуков. И фаулиран овој пат Дуков. Повторно се жали на повреда. Претходно доби жолт картон поради приговор, но овој пат судијата Иванов од Велес досуди прекршок во негова корист. До крајот на мечот токму така имаше прекршок. Слободен удар за фудбалерите на Саса. До крајот на надпреварот остануваат уште 2,5 минути до регуларниот дел. Ќе видиме колку ќе продолжат дополнително. Гоцевски кон Стаменовски. Стаменовски не успеше пас на Стаменовски. Кудев. Спановски. Крстов назад до Иванов. Иванов повторно кон Крстов. Крстов напред кон Ефремов. Митрев интервенција, топката во аут, Ефремов. И сега повторно грешат фудбалерите на Саса, меѓутоа грешат и фудбалерите на Брегалница. Крстов ќе го изведе аутот по десната страна. Кон Дуков, Дуков оди напред, меѓутоа Манев со одлична интервенција. Марио Крстов со број 6 кон Ефремов. Ефремов од длабочина, меѓутоа отстранета опасноста, без некои посериозни шанси во финишот на надпреварот. Останува уште една минута од регуларниот дел, ќе видиме колку ќе се продолжи, ќе има ли дополнителна игра. Повторно аут за Саса. Николовски ја одби таа топка во аут. Марио Крстов го изведува аутот по десната страна до Марковски. Марковски кон капитенот Гоцевски. Гоцевски во длабочина, повторно кон Крстов. Крстов не успеа да ја смири таа топка, излегува во аут за Брегалница.
Веќе истекува и 90-та минута, уште 4 минути дополнителна игра ќе има на стадионот, градскиот стадион во Штип. Имаше неколку прекини во вториот дел, така не беше во првото полувреме, уште 4 минути ќе гледаме игра на овој надпревар. Митрев, Османовски, Коловски. Аут за Брегалница е тоа. Николовски назад кон Митрев. Рутинирано ќе одигра Брегалница последните 4 минути од овој меч. Нема ниту некакви поголеми проблеми во текот на целиот надпревар, освен на стартот од вториот дел, кога Саса имаше двојна шанса. И тоа беше се што направија гостите на овој меч. Брегалница беше подоминантна во текот на целиот надпревар и заслужи можеби и да победи со поубедлив резултат. Меѓутоа, Брегалница Саса 3:0 сега за сега. Со број 20 тоа е Стаменовски на средината на теренот кон Крстов, Крстон кон Ефремов, Марковски, Ефремов, нема да стигне таа топка. Антонио Митрев ја извива топката. И аут за Ефремов. Ефремов, Марковски, Марковски кон Дигаловски, Дигаловски назад кон голманот Иванов. Лош пас на Иванов кон капитенот Гоцевски. Османовски во контранапад. И дали ќе има прекршок? Токму така. Прекршок над Марио Нумовски на 30 на метри од голот на Саса. До топката се Мартин Стојанов и Бакрачевски, сепак Стојанов ќе го изведе тој слободен удар. Има 30 на метри од голот. Ќе видиме дали ќе упати Стојанов директен удар во живиот зид на Саса се четворица фудбалери. Сепак Стојанов ќе шутира. Удар и одличен удар одбрана на Иванов. Можеше да заврши тоа во мрежата, сепак Иванов со добра интервенција. Одличен удар беше тоа на Мартин Стојанов. Незгоден. Сепак со крајни сили успеа голманот Иванов да ја спаси оваа топка да не влезе во мрежата. Еве сега Стојанов. Уште една шанса во финишот, меѓутоа ништо. Останува 3:0. И ми се чини дека тоа ќе биде и конечниот резултат на овој меч, бидејќи останува уште само една минута до крајот на надпреварот. Иванов со долг дегажман се бори таму Митар Соколовски, изнуди прекршок. Остануваат уште 30-40 секунди до крајот на мечот. Марковски фаулиран. Нема време за фудбалерите на Саса да направат некоја посериозна шанса. Дигаловски, Кондуков и офсайд беше тоа. Или сепак прекршок. Уште 10 секунди до крајот на надпреварот, во секој момент очекуваме судијата да досуди крај на овој меч и токму така. Надпреварот 10-то коло во втората македонска фудбалска лига. Брегалница Штип, Каменица Саса 3:0. Победа на екипата на Брегалница. И стрелци на головите на овој надпревар беа Дарко Додев и Ристен Алба во првото полувреме и Бакрачевски во второто полувреме. 3:0, убедлива и сепак заслужена победа на штипските сини, кои остануваат на делба на првата позиција, доколку се разбира Тиквеш утре победи во својот надпревар. Сега еден ден Брегалница ќе биде на првото место по 10 кола. Утре ќе го очекуваме и мечот кој што ќе го одигра Тиквеш. Брегалница сега има 26 бодови, 8 победи и 2 нерешени средби. Тоа беше се од овој пренос на мечот Брегалница и Каменица Саса. Повторувам, конечен резултат на градскиот стадион во Штип, Брегалница Саса 3:0.